Значи, она што може да се направи е да се покрене постапка за импичмент против председателот. За тоа не е потребно двотретинско мнозинство за покренување зборувам. За одлука е потребно, но за покренување се потребни само 30 пратеници. Социјалдемократскиот сојуз ги има тие пратеници, може да покрене постапка за импичмент и таа треба да заврши со утврдување на одговорност за кршење или за некршење. Се друго е политички муавет. Правно гледано тоа е возможно, но Социјалдемократскиот сојуз, знаејќи како го прошверцува законот, како измекерски се однесуваше кон сите овие деловнички малверзации кои се правеа, тоа нема сенс да го направи, затоа што знае дека на површина повторно ќе излезе она што е кажано, а тоа е дека законот е донесен во неделовничка процедура. Според мене, законот треба да падне во заборав, се виде како тоа лошо влијае на меѓунационалните, меѓуетнички односи. Постоечкиот закон од 2008, кој што патем речено и таму има противуставни елементи, треба да се надградува, проширува, намалува согласно уставот, но не да се носи нов закон, затоа што прашањето е ад акта ставено во 2008 година и со тоа мислам дека исцрпевме се околу законот. Бидејќи се вели дека ова ќе биде преседан ако не го потпише председателот, меѓутоа јавноста веќе беше елаборирано дека Киро Глигоров во 97 година одбива да потпише двотретински закон или системски закон, законот за кривична постапка, тоа е првиот преседан, и вториот преседан е кога Борис Трајковски одбива да го потпише законот за пратеници во 2001. Значи, тие два закона, овој првиот на Глигоров подоцна го потпиша, доека Трајковски никогаш не го потпиша и тој никогаш не влезе во сила, така што ние имаме материјално правен извор, уставен обичај или прецедентно право по кое што можеме да влечеме паралели, меѓутоа и сметам дека без указ законот не може веќе да оди понатаму на процедура и треба да си остане постоечкиот закон од 2008 со можност за јавна расправа во која ќе бидат вклучени стручни лица од Институт за македонски јазик, за албански јазик, лингвисти, правници и така натаму, значи по сеопфатно милје кое што на цивилизиран, а не на гангстерски начин ќе донесе